Добро утро, почитувани гледачи. За утрото да ви биде поубаво. Станете со К3 сутринската емисија Нов ден заедно со мене, каде овој еден час ќе се дружиме, ќе да знаеме нешто ново и ќе си разменуваме искуства. Овој вторник нека ви започне со позитивна мисла, со насмевка и со успех во наредната работна недела. Сончевите зраци кои ги имаме уште од рано наутро се добар знак дека не очекува еден убав ден и се надеваме уште една поубава недела. Денот можеме да го започнеме со неколку кратки информации. Со македонски пасош може да се патува во 125 земји без виза. Македонскиот пасош годинава е рангиран на 41-то место според својата важност и јачина, која се мери според тоа во колку земји може да се патува во светот без виза. Од регионот најдобро рангиран е пасошот на Србија, со кој може да се патува без виза во 130 земји и се наоѓа на 36-та позиција од светската ранг листа. Потоа Македонија е на 41-то место со 125 земји, Црнагора е на 43-то место со 123 земји, Босна и Херцеговина е на 47-то место со 118 земји и Албанија е на 48-то место со 114 земји. Се разбира, Словенија и Хрватска како земји членки на Европската Унија се рангирани на високото 9-то место и хрватите на 16-то место. Со словенечкиот пасош се патува во 180 земји без виза, а со хрватскиот во 169. Јапонија го има најмоćниот пасош на светот. Нивните граѓани може да патуваат без виза во 189 земји. По 5 години Германија падна на второто место, а незините граѓани имаат можност без виза да патуваат во 188 земји, исто како и Сингапур. Шпанија, Финска, Франција, Италија, Шведска и Јужна Кореја се на третото место. На дното се Сирија, Пакистан, Ирак и Авганистан, чии граѓани без виза може да патуваат во 32, 29, 28 и 25 земји. Со истражувањето беа опфатени 199 земји. Нели кога сме веќе кај пасошите и патувањето, само да напоменеме дека пред почетокот на летната сезона од Хрватска најавуваа драстични повисоки цени од вообичаеното. Ова е добро да го знаете доколку планирате летниот одмор да го поминете таму, па убаво е да имате нели и подлабок джеб. Туристите кои патуваат во Хрватска забележале дека има се помалку плажи на кои смее да се става само пешкир и да се ужива во одморот без обврска за изнајмување на лежалка. Во Хрватска минатата година забележани се маси примери како закупците ги бркаат луѓето од плажата доколку не сакаат да ги користат лежалките и чадорите за сонце или пак распоставлja поголем број лежалки од дозволеното за да им овозможат на туристите да испружат пешкери. Токму затоа се случувало поголемиот број плажи да бидат полупразни. Што се однесува до изнајмување на лежалки и чадори, цената се движи од 5 до 20 евра, но тоа не е единствен трошок на поголемиот број плажи. На некои од нив се наплаќа и влез од 2 до 5 евра. Веќе низ години најскапа хрватска плажа е Боњ на Хвар, каде 30 евра се 2 лежалки и чадор. Црнагора сепак држи рекорд кога станува збор за најскапи лежалки, а тоа се однесува на Кралската плажа, каде закуп на лежалка со чадор за сонце веќе неколку години наназад изнесува 120 евра. Градоначалникот на Будва најавил дека во оваа општина ќе се направат плажи на кои нема да мора да се изнајмат лежалки и
чадори. Тој инсистира повеќе плажи да бидат ослободени и да станат градски плажи, па секој да може да дојде и да се стави пешкир. Доколку тоа се оствари, туристите во ова популарно летовалиште во Црнагора ќе имаат повеќе простор за пешкири на плажите, кои инаку се натрупани со скапи лежалки. Инаку имаме уште една информација, тоа е дека деновиве пристигна информација поврзана со жените и со абортусот. Жената која сака да абортира ќе може тоа да го прави истиот ден. Нема повеќе чекање на 3 работни дена за да размисли дали абортусот е конечна одлука, а ќе биде укинет и задолжителниот ултразвучен преглед за слушање на срцевите тонови. Ова според информациите е содржана во работната верзија на измените на законот за абортусот, кои неколку месеци ги подготвуваат во Министерството за здравство. Отаму не прецизираат кога за нив ќе гласаат претениците. Наместо до 10 во иднина абортусот ќе може да биде направен во 12-та недела, а ќе биде избришана досегашната законска обврска со која една жена може само еднаш годишно да абортира. Гинеколозите коментираат дека идниот закон ќе биде полиберален и нема да го доведува во прашање животот на жената со долго чекање за оваа процедура. Ќе има советување за жените, а најверојатно во измените на законот за абортус ќе влезе и проширување на позитивната листа со терапија за контрацепција. На клиниката за гинекологија за абортус во првото 3-месечје жената плаќа 100 евра, доколку е во подмината бременост и се вклучени комисии, тогаш цената е повеќе од 200 евра. Затоа гинеколозите бараат таа сума да биде намалена за социјалните случаи. Законот за абортус беше донесен пред околу 5 години и тогаш предизвика бурни реакции во јавноста и кај невладините организации. Почитувани, ние тука ќе направиме една кратка музичка пауза, а вие останете со нас, се враќаме за кратко, каде ќе имаме убава тема, интересна и доста поучна. Колку сме хумани, се враќаме за кратко и ќе се запознаваме за што станува збор.
treda. Napred odi, Ѓурѓо, napred odi, sestro, napred odi, Ѓурѓо Байрактаро. Така, ние се вративме назад во нашето студио и како што напоменав, на моја денешна тема ќе биде поврзана околу хуманоста. Мој денешен гостин е Христијан Ѓорѓиевски. Христијан Ѓорѓиевски е адвокат, меѓутоа овој пат темите околу неговата професија ќе ги ставиме на страна. Овој пат тој ќе зборува за една сосема друга тема, а тоа е хуманоста. Христијан, добро утро. Благодарам што си ова утро дел од нашата емисија и што како и секогаш ја прифаќаш поканата, нели, за да соработуваш со нас. Добро утро и на вашите гледачи. Секогаш е задоволство да сум гостин во вашата емисија и во вашата телевизија и благодарам уште еднаш за поканата. Така, Христијан, колку сме хумани? Верувајте, значи, јас како еден од основачите и нели почетен председател на нашата хуманитарна организација Крепост, сум високо изненаден искрено од кумановци и нивниот одзив. Знаете, кога сите ние гледаме секакви луѓе, нели, кога одиме на улица, кога ги поменуваме, кога ќе слушнеме, кога ќе видиме некои броеви за донација или слично. И сега, нели, кај нас секој се буди тоа едно чувство што е, јас го нарекувам внатрешен порив да направиш добро дело. Значи, тоа колку и да звучи како некое 6-годишно детенце кога ти види некој другарче, па вика сега јас имам повеќе, тој има помалку, се наоѓа во незавидна финансиска ситуација, неговите родители се невработени или имаат некои финансиски потешкоти. Уште од најмалите деца, значи до најстаријата генерација може да се почувствува таа желба за помош на другите, односно самиот ефект и одраз на потребата за секој од нас да ја покаже хуманоста на различни начини. Значи тоа може да биде од едноставен повик од 100 денари на броевите за донација што ги имаат телефонските оператори, до купување на храна или сендвич на некој случаен минувач,
до давање на ситни пари на некој кој што се наоѓа на градскиот плоштад во Куманово, нели, и бара некој денар за леб, или на било кој друг начин на кој што сметаме можеме да се помогне. Значи хуманоста не е секогаш изразлива во пари, значи понекогаш една насмевка, еден добар ден да му кажеш на некого, може некој да му го разубави денот, особено за луѓе кои со играта на животот се нашле во таа ситуација. Конкретно на вашето прашање колку сме хумани, во бројки не можам да кажам, но би се изразил вака. Секогаш можеме повеќе. Што би значило тоа? Значи, колку готи да сметаме дека можеме да го достигнеме врвот на хуманоста, секогаш постои некоја душа на која што е потребна нашата помош. Секој од нас не може да помогне на сите во светот, значи тоа е апсолутно неможно. Секој му спрема можностите и колку може да помогне. Меѓутоа, има еден цитат во Светото писмо вели: кој спаси еден живот, го спасува целиот свет. Нашиот свет е баш тој хуман човек на кој што треба да му помогнеме. Така, пред малку спомена, нели, го спомена Сдруженијето Крепост. Ајде да видиме накратко, да се запознаме. Веќе гледачите сигурно се запознаени со ова здружение, меѓутоа еве во кратки црти да видиме од кога постои ова здружение, членовите, нели, да направиме компарација на почетокот кога се основаше, па еве денеска има ли разлика голема, има ли, нели, заинтересирани за да бидат дел од ова здружение? Вака, нашата хуманитарна организација е една од неколкуте на ниво на општина Куманово кој што функционира. Ние сме формирани во октомври 2014 година, како едни од основачите бевме јас и ѓаконот Дејан Зец, кој што во една прилика, седејќи во една неврзана ситуација, во неврзан муавет, на кафе одлучивме дека хуманоста е убава, меѓутоа треба поорганизирана структура на делување. Што би значило тоа? Нели сите сме хумани, случајно се собираме, случајно помагање, меѓутоа би било убаво кога би постоел лик на самата хуманост, односно кога би постоела група на луѓе кои што би се идентификувале со самата хуманост. Така одлучивме во октомври 2014 година да ја формираме хуманитарната организација Крепост, која што функционира веќе повеќе од 3 години. Може да се пофалиме со бројка од речиси 1000 хуманитарни акции кои што се, значи, реализирани големи и мали, кој опфаќа од хуманитарни пакети, правна помош, наоѓање на работни места и друго. Почнавме, значи, да кажем од Вајца. Сега можам гордо да се пофалам дека нашето членство брои некаде над 100 луѓе. Значи активни и пасивни членови, ги нарекувам активни и пасивни. Активни членови се оние кои што секојдневно ги гледате со нашите мајчки, со нашите лога, на сликите на Facebook страницата, по медиумите, по новините, по телевизиите, и пасивни членови кои што ради своји оправдливи причини не сакаат да излегуваат во јавноста, меѓутоа секој месец или квартално финансиски донираат во облека, во обувки, во храна, во пакети и слично. Меѓутоа од своји лични причини не сакаат да се експонираат, значи не има од различити профили, значи не има од лица од свештенството, не има адвокати, не има нотари, цариници, административни работници, лекари, медицинари, медицински сестри, новинари. Мислам кога би ги набројам листата не би може да кажам сите, затоа што може се случи во ова хуманитарна организација ќе бидат овие 30 на членови, во наредните 50, па некој ќе ни напише на пример дека јас во моето училиште или во мојата професија имам група од 5-6 членови, така да кажам дека секој нас има своја подгрупа која што ја контролира, која што ја ангажира, која што ја менаџира и на месечно или на неколку неделно ниво донесува финансиски прилики, организира лепење на плакати, организира акции, ни се во трговските центри да ни дадат помош, има супермаркети кои што донираат храна. Значи искрено мислам дека ќе изгубиме може неколку часа да можеме сега да го покрием целото членство, меѓутоа еве гордо можам да кажам дека во нашето преку 3-годишно постоење Крепост стана еден символ на Куманово. Нели Куманово е еден стар град кој што има своја традиција, има своја локална самоуправа, има прекрасна соработка, значи со представниците на локалната самоуправа. Да, тоа сакав да прашам дали локалната самоуправа помага во значи ние секогаш, нели согласно законот кога ги организираме акциите не е потребна нели дозвола, значи за користење на просторот независно и нели се обидуваме да сето тоа го направиме со минимално нарушување на локалната инфраструктура, со оглед дека зафаќаме простор, се редат кутии, се организираат камиони и слично. До сега никаков проблем не сме имале, значи секогаш сме најавени, добромо пречекани, дури и социјалните служби во Центар за социјална работа Куманово и во општината Куманово
активно ни вклучуваат, значи ни информираат, имаме соработка, заедно се сретнуваме, ни информираат за некои семејства кои што има помош, така да огромна благодарност прво и до нив. Самиот символ на крепост, зборот крепост, значува тврдокорност, цврстина, сила, и во таа смисла зборот го кажавме за да стане еден акцент дека уствари во самата цврстина на хуманоста се крие доброто срце. Затоа и тоа им е смислено. Така, има ли многу кумановски семејства кои што имаат потреба од хуманост? Знаете, самата економија во државата има свои успони и падови, свои подеми, свои намалувања и слично. Добро е, што таа бројка варира. Зашто кажам добро е? Добро е една причина што никој не сака да остане во таа ситуација да му е потребна хуманитарната помош довек. Што значи има некои семејства што периодично. Да, периодично, по неколку месеци ќе примаат хуманитарна помош од крепост. После некој ни се вработи, ќе ни се јави, ги благодарам што ни помогнавте да го истраеме овој период од ова премрежје, да кажам, во нашиот живот. Сметаме дека многу ни помогнавте. Има семејства кои што за жал морам да кажам ќе останат трајно можеби на нашиот список, со оглед се работи за семејства кои што се работно неспособни, со инвалидитет, со тешки болести кои што им оневозможуваат да остваруваат некои самостојни приходи за екзистенција. Тие се секогаш на насата листа и обично се едни од најпосетените. Зборам за тешки болести и наистина доживотно, да кажам, социјално загрозени случаи. Другите кои што варираат, ќе се појават некој период кај нас, ќе примаат хуманитарна помош во вработување, ќе ни напишат, например, имаме потреба од зимска облека, ние ќе објавиме некој пост на нашите социјални мрежи, ќе се јават некако семејства, директно ќе не контактираат или па ќе им пренесе информација каде се наоѓа тоа семејство, па можат кога си директно да ги посетат. Ние сме, да кажам, во најблага форма само еден механизам на спојување меѓу лицата на кои им е потребна помош и лицата кои сакаат да бидат хумани. Затоа таа организациона структура на делување сметам дека е добро поставена, не секогаш може подобро. Вработените во Соборниот храм Свети Никола, Стара црква во Куманово, секојдневно ни пристигнуваат со информации, ни помагаат во користење на магазинските простори на Старата црква за складирање на храната и така, олегата. доколку некој сака да донира нешто, да се обрати во... Да, обично имаме луѓе кои што секогаш им е потребна помош. Најголема помош мора да кажеме секогаш во храна. Облегата, тука е Црвениот крст, мора да ги пофалам, имаме можеби преку 20 акции заедно. Сега се планира уште една заедничка со подмладокот, да го кажем, на Црвениот крст, голем поздрав и до нив. Црвениот крст е, да кажам, меѓународна организација, која се нарича своје представништво тука. Ние сме локални, меѓутоа во доброчинството сме еднакви. Во таа смисла да го кажувам, дека кога ќе имаш таква соработка со луѓе, тие прво одат во многу рурални средини, имаат поголемо членство, имаат и возила, комења и слично за организација, така да во некои заеднички акции ние ќе земеме ова, вие земете ова и ќе направиме една заедничка акција. Најголемиот потик, да кажем, или најголемиот акцент се става баш на храната. Секој човек може со некој старо капуче или стара фармаче да ја помине сезоната, меѓутоа не може без храна. Храната е секојдневна, затоа се обидуваме да купуваме храна која што не е лесно расиплива, може да трае подолг временски период. Проблем се јавува, например, во семејства кои што немаат електрична енергија или се исклучени од било кои разлози, не може да ја приготват. Што значи храната што ја носиме мора да може веднаш да се јаде. Вие може да им купите, например, 50 кг брашно, меѓутоа ако не може да го подготвите, тоа би било више. Затоа се купува обича храна во конзерви или со подолг род на храење. Така да се обидуваме, се обидуваме да бидеме истрени во тоа што го правиме, во нашата хумана мисија. Сметам дека сме добри, можеме секогаш подобро. И драго ми е што од една невина идеја за формирање на ваква организација прераставме во нешто поголемо и мислам дека крепост ќе трае, сигурно кога ќе ние, да не кажам сега стариме, ќе дојдат подмладите и многу ми беше интересно, морам да нагласам. Имавме една хуманитарна акција за собирање на гардероба за дечиња до 10 годишна возраст. Мислам дека се одржа, се колку ме служи сеќавањето, во Соколанскиот парк,
Значи тоа беа за руралните среди на семејства од орашаци во околината. Значи беше некаде организирано, мислам дека имаше околу 12 семејства на кои што ми требаше таква гардероба и храна. Храната беше донирана од страна на поголеми компании од Куманово финански, што ја купев, меѓутоа требаше да се обезбеди и облека и обувки. И се сеќам едно дете како сега ми е сликата пред фонтаната стоевме и дојде едно детенце и вели јас ги носев овие обувки, а сега сакам да ги носи некој друго детенце и ги донесе неговите обувки лични од дома. Значи се гледа дека се носи не може и 5-6 пати. И тогаш ние сватиме дека всушност тој порив што го чувствуваме ние возрастните го зародуваме и кај малите. Тие се сега можеби 6-7 години, меѓутоа ќе бидат утре 20, значи да не кажам сега ние што сме сега 30 и кустар, ќе стариме ќе на 50. И тие ќе дојдат на наше место и така и би сакал кога ќе го преземат Крепост да не заборават дека почнавме ние, а тие ја продолжуваат таа наша традиција на хуманост. Така е. Нели знаеме чисто дека хуманитарните дела наидуваат на добри коментари. Меѓутоа, дали некогаш ви се случува еве да се злоупотребува вашата добрина и да наидете на некој лош коментар или некој лош став од страна на општеството? Знаете, кога во сека нива има и плевел и жито. Така. Чистата мисла секој ќе го покаже својот пат, да сме имале. Сега не би сакал да го образложувам на која е Така. смисла се. Меѓутоа, вака ќе го објаснам јас. Нели кога секој ви подава рака и ви бара нешто, значи дали ви бара некој финански прилог или да му купите храна или ви кажува дека не јаел 3 дена или слично, Светите Отци велат тој не ви бара на вас донација, туку ви го нуди Царството Небеско, на вас е само да го земете. Во таа смисла, кога сме помагале, се трудиме да бидеме рамноправни према сите, да ги испочитуваме согласно можностите. Да објаснам би било, например, ако имаме семејство со 5 деца и едно семејство со едно детенце, на тоа семејство 5 деца почесто би ги посетувале и би оставале поголема количина на храна, облека и обувки, во однос на тоа согласно дека се работи за трочлено или седмочлено семејство. Значи во таа смисла равноправноста. Има интересна изрека, вели, кога ја негувате хуманоста, не ја потекнувајте мрзесливоста. Што значи тоа? Јас тврдам дека секој работоспособен, ајде да кажем сега машки член на семејството, дневно може да заработи доволно средства да обезбеди 3 нормални оброка на своето семејство. Значи зборувам за вредни работоспособни граѓани кои што ќе отидат, например, некој ќе помогне да исчистат, да исцепат дрва, да припомогање на транспорт или слично, значи може по мене да обезбеди нормални минимални средства за екзистенција. Има луѓе кои што ќе ни се јават, например, ние немаме финансиски донации, ние ќе спремиме нели некои од хуманитарните пакети, ќе отидеме кај нив, ќе видиме дека се работи за солидна куќа, за здрави членови на семејството, за маж и жена, кои што едноставно не сака да работат. Тие се на грб од една страна и на државата во делот на социјалната помош, а од друга страна се и товар на самите себе и се бидејќи не сака да работат. Дури сме им нуделе да ги вработиме во некои компании, ама како ќе работиме сега? Верувајте, луѓето плачат за работа, значи се обидуваат за екзистенција својата мај и во тој да одговорам на вашето прашање, таа злоупотреба не е према социјалните служби, не е према Крепост, према нив самите. Тие самите себе си ја потекнуваат и негуваат мрзашливоста, притоа заборавајќи дека сите ние треба да бидеме истакнати членови на општествената заедница. Во секоја пола и сфера на делување, значи независно од својата професија, која што сме ја заслужили или ни била дадена или која да ја вршиме, треба да стоиме одговорно тоа што го работиме. А не покажувајќи одговорност за своето семејство, мислам дека е еден голем хендикеп за самите личности. Така, вие спомнавте дека нели во вашето здружение има многу и млади членови и надвор од вашето здружение дека имате млади членови кои што се хумани. Ајде да упатиме нели пред да завршиме емисијата да упатиме апел до младите и до сите нели луѓе на Куманово во врска со хуманоста, нели за да подадат рака и помош онаму каде што е најмногу потребно. Во Светото писмо стои: покажи ми ја твојата вера без дела, јас ти ја покажам мојата со дела. Значи ние сите можеме да кажуваме дека на тој човек треба да му се помогне, на тоа семејство му треба да помогнеш. Меѓутоа ако не му дадеме леп или подадена рака, тоа ќе останат само празни зборови. Затоа ќе се наврта на почетокот на моето зборување, во секој од нас тлее, односно поривот за доброчинство. Значи дали тоа ќе биде преку Крепост, дали ќе биде преку случајно минување, дали ќе биде преку обична донација, па и дури преку една обична насмевка. Значи ние ги гледаме овие социјални загрозени, во секој наш, да не кажам, комшилук има некое такво семејство, можеби се некои кои што судбината ги довела на тој начин.
да се погледнеме себе си во нивните очи. Во тој момент ја знаеме дека кога би ние би биле во таква ситуација и ние сигурно би побарале помош. Кога ќе ги облечеме туѓите чевли, ќе сватиме колку е тешко да се носат. Така. Затоа апелот би било правете добри дела независно дали ќе ги правите поединечно во група, во финанси, во храна и слично, затоа што секогаш добрите дела ни се враќаат во животот. Така, Христијан, јас ти благодарам ова утро што беше дел од оваа наша емисија. Се надевам дека упативме добра порака и апел до сите наши гледачи да подадеме рака таму каде што е најмногу потребно, да помогнеме. А ние, нели, во иднина ќе ги пратиме сите ваши акции, како и секогаш досега. Јас уште еднаш ќе ви се заблагодарам што сте секогаш тука кога на нас сте ни потребни, секогаш сте отворени за соработка. Благодарам. Почитувани, вие имајте убав ден, останете со програмата на К3 телевизија, а веќе од утре се гледаме со нова тема и со нови гости. Kilometri brojam daleku od sebe, kilometri odam daleku od tebe, daleku od doma, daleku od sve što imam, od sve što imam. Najdo fotografija vo crno-belo, a na neja nije sme zajedno na denot. Na neja gledam sreća, na neja gledam sve što imam, sve što imam. Mi fali, to je mis, na Jorgova mi fali, fali, to je mis, mene duša da mi vali. Mi fali, za veline gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma. Mi fali, to je mis, na Jorgova mi fali, fali, to je mis, mene duša da mi gali. Mi fali, za velike gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma. Kilometri brojam daleku od sebe, kilometri odam daleku od tebe, daleku od doma, daleku od sve što imam, od sve što imam. Mi fali, to je mis, na Jorgova mi fali, fali, to je mis, mene duša da mi gali. Mi fali, za velike gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma. Mi fali, to je mis, na Jorgova mi fali, fali, to je mis, mene duša da mi gali. Mi fali, za velike gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma.